Сега, постоечката мерка со која ситните сточари се обврзани дури половината од своите јагниња да им ги предаваат на кланичарите, најчесто за многу пониска цена од нивната реална вредност, ќе биде ревидирана во интерес на сточарите, најавуваат од Министерството за земјоделство. Ова всушност ќе биде и одговор на нивните неодамнешни барања, но и своевиден стимул за да опстојат во својот бизнис, што пак би условило изголемување на стадата, а што е многу важно за државата, уверуваат од ресорното министерство. Идејата е намалувањето од сегашните 50%, а кои се превисоки за сточарите, да биде на 30%. А со оглед дека во месеците јануари и февруар заради нискиот откуп на јагнето имавме доста прераснување на она што е првокласно јагне, ние како министерство веќе размислуваме процентот од 50 да го намалиме на 30%, се со цел уште еднашка да покажеме дека навистина како влада, како министерство излегуваме во пресред на секој еден земјоделец кој што се соочува со одредени предизвици. Во наредниот период измени ќе претрпи и програмата, а и уредбата која што го дефинира овој критериум, со крајна цел, како што вели Трипуновски, и оваа сточарска гранка да стане успешна приказна во нашата држава. Јас како ресорен министер одржав неколку состаноци со Сојузот на одгледувачи на овци и со кланиците кои што се во регистрите на министерството. Практично откупната сезона, односно откупот на јагнето е веќе во завршна фаза. Анализите говорат дека имаме зголемување на откупната цена во споредба со минатата година. Просекот е негде околу 230 денари. Инаку, уште пред великденските празници, ситните пелагониски сточари соочени со овој проблем, но и со ниските откупни цени, како и со забраната за слободен извоз на јагнињата, на мирен собир побараа итна средба со надлежните за решавање на овие прашања и за долгорочно продуктивно надминување на состојбите во оваа земјоделска гранка.